Почитувани гледачи, ново издание на емисијата Граѓански прашалник. Првата детска амбасада во светот Меѓаши започна кампања за воведување на образованието за мир, мировното образование во воспитно-образовните институции во Македонија. Кампањата е насловена "Мирот е секој чекор" и се спроведува од 27 септември до 27 октомври. За таа цел гости во студиото се Драги Змијанец и Ана Битолјану. Добре дојдовте во студиото на Канал Визија, го кажавме поводот и да објасниме кампањата. Низ државава поставени се билборди и сити лајтови со слоганот "Мирот е секој чекор" на 6 локални јазици. За каква кампања всушност станува збор? Пред се ви благодарам за поканата. Со кампањата сакавме да подстикнеме јавно, поотворено, по-детално, по-информативно разговарање на теми поврзани со мирот. Секако за воведување на мировното образование во формалниот образовен систем, за промислување на индивидуално ниво што секој од нас може да направи во таа насока, а истовремено да им дадеме поддршка на професорите со кои што долги години соработуваме на мировни активности во повеќе средни и основни училишта низ Македонија. Во Република Македонија се уште не е застапено мировното образование, односно образованието за мир. Какво е искуството од другите земји? Дали таму се спроведува и каков е ставот на Министерството за образование, односно Бирото за развој на образованието? Првиот чекор на градење на добри релации и односи со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието е тоа што се вклучени повеќе средни училишта во оваа програма. Партнери ни се и училиштата и професорите кои работат за градење на мирот како содржина во нивните програми. Она што во наредниот период треба да го договориме заедно со професорите е потребата да се внесе овој предмет како редовен предмет и да ги убедиме и Министерството за образование и наука и Бирото за развој за потребата. Затоа што сметаме дека доколку се воведе мировното образование, во многу ќе помогнеме не само во превенција на насилството, туку и во една поинаква сфера на вредносен систем на размислување кај младите и кај малите деца, дека градењето на културата за мирот е процес во кој сите заеднички можеме да вложуваме. Низ воспитно-образовните програми, би ги вклучил тука и медиумите и голема улога на родителите во аспект на прифаќање на различните, поинаквите, во инклузија во образованието на сите деца без било каков облик на дискриминација, а сето тоа ни возможува доколку овој предмет добие и содржина како редовен, дали факултативен или задолжителен, ќе треба да преговараме со Министерството за образование, но мислам дека има расположение затоа што ние веќе и работиме во еден друг програм за ран детски развој, токму за градење култура за мирот и со 11 градинки во Република Македонија, така да се надоврзува и едниот и другиот програм комплементарно и мислам дека ја разбираат поентата за важноста на градење на култура на мирот од мали нозе, од основно предучилишно и средно училиште. Голема поддршка ни се професорите и мислам дека тие ќе ни бидат и главните застапувачи и лобисти за оваа наша активност во преговорите со Министерството за образование и наука. Споменавме дека кампањата е веќе во тек, кои се чекори се преземени, како се одвива? Кампањата е битно да свртеме внимание дека не е доволно само да го одбележуваме Меѓународниот ден на мирот, 21 септември, и декларативно да се залагаме за мир, туку заедно треба да чекориме сите кон изградба на мирот. Секој поединец е важен во тоа заедничко чекорење и институционално, и вонинституционално, и граѓанско, активистички, и родителски активизам би рекол, затоа што тоа е долг пат, посебно во мултикултурна средина како што е Македонија. Многу е битно да имаме не само почит и разбирање, туку да градиме заеднички вредности во кои сите заедно ќе веруваме, а за тоа ни дава можност поинаквиот однос кон потребата за општествени промени во државата. Најголема општествена промена во државата била да имаме еден изграден вредносен систем кој ќе биде составен дел на културата на мирот.
каде што децата ќе им бидат вообичајно комуникација, нешто поинакво од она што, да кажеме, го среќаваме во средини каде што децата живеат одвоено, живеат во различни светови и култури. Ние даваме можност да тие се сплотат и да заеднички креираат визија која ќе биде прифатлива во нивната иднина. Битолијано, во рамките на оваа кампања иницииравте една од формите и од начините, иницииравте во училиштата и во предучилишните установи одржување барем на еден наставен час на тема што е мирот. Се дискутирали на оваа тема или имате ли увид дали побудува интерес и какви се одговорите на учениците, секако и на оние најмалите, што е мир? Еден од проблемите со кои што се соочуваме е токму тоа дека ние подразбираме дека мир е некако прво и основно отсуство на воени действија, што е точно, меѓутоа не е доволно начално. Така што дискусиите, отварањето на оваа проблематика оди токму во правец за промислување на лично ниво, на индивидуално ниво, што е за мене мир, а понатаму споделување на тоа доживување за мирот со другите. Исто така, сите наставни единици кои што се предвидени за во училиштата се поделени според возраста. На еден начин се дискутира и се изведуваат активности за предучилишни или во пониски оделенија во основни училишта, а на сосема друг начин и со сосема поинаква активност во средните училишта. Меѓутоа, токму тоа подразбирање дека е мир и дека е тоа доволно за да се живее добро, не поттикна да и го отвориме оваа тема. Да видиме впрочем за каков мир станува збор, што значи живење во мир и какво е општеството во кое што ние би сакале да живееме, каква е визијата заедничка и како таа може дополнително да се гради од различни индивидуални визии кои што сите ги имаме, вклучително и децата. Истовремено децата ги поттикнуваме да размислуваат, да искачаат со своји одговори, и ако погледнете дел од нашите промотивни материјали или на Facebook страната, голем дел се фокусирани мир е, дополнете ја реченицата. Што најчесто децата одговараат? Различни работи. Играње со другарчето, кога имам време да бидам со моите, кога ми е убаво во училиште, за помалите возрасти. И потоа се гледа како тоа понатаму се развива. До односи меѓуетнички, до љубовни, до на општествено ниво, до кои се некои кревки точки во општеството на кои што треба да поработиме. Дали тоа е доволно токму да се инициира чувството и потребата, поинаку да се гледа на самиот поим мир? Ние се изненадивме од моментот на иницирање. Само ги замоливме сите пријатели, учесници, соработници да одговорат доколку сакаат. Неверојатно голем број на луѓе решија да пишуваат, и тоа на повеќе пати да се јават со своји размислувања. Тоа збори дека на други места некаде исто така не постои простор да за тоа се дискутира. Го земаме здраво за готово дека знаеме за што се работи и онда потоа не креираме од тоа ништо. Ова е добра, ако може да те дополнам, добра поента дека навистина мирот го поврзуваат со војна или отсуство на војна. Имаше интересни коментари. Мир е кога имам време да си го гушнам детето, мир е кога дома ќе сум обкружен со љубов, со внимание, мир е кога не слушаат другите, кога јас можам, имам време да ги слушам другите. Имаше разни коментари за мирот. Лично мене како организација која се бори за заштита на правата на децата, многу ми е важна компонентата мир од аспект дава можност за безбедност, сигурност, каде што само во такви констелации и услови можеме да се грижиме за заштита на правата на децата. Во случај би се занимавале со екзодуси, со геноциди, со катастрофи, со деца бегалци, со елементарни, би рекол, непогоди, каде што најосновните елементарни права за заштита на правата на детето би ни биле на второ ниво. Во услови кога имаме мир, кога имаме разбирање, кога имаме безбедносна состојба, кога имаме сигурност меѓу децата да можат да чекорат слободно до училиште и вон училиште, кога децата знаат дека нема да бидат нападнати, кога нема булинг, насилство во училишниот двор и надвор од него, кога темата и фокусот на децата им е сосема нешто друго за разлика од
од она што многу често во последно време се случува, е добра основа да децата размислуваат пошироко за мирот. Ова е некаде прв чекор да има отсуство од сите овие елементи што се набројани. Меѓутоа, одиме чекор понатаму како да креираме пријатна средина која што возможува растење, која возможува потенцијалите на сите деца и на возрастните да се исполнуваат. Да биде некаде, да бидеме вклучени, дел од нешто од некој колектив и истовремено да придонесуваме за тој колектив. А за мировните пораки, дел од кампањата, планираме сите индивидуални дефиниции да ги печатиме на беџеви. Тоа е исто некоја форма на промовирање на својата лична дефиниција, размислување за мир и на согледување колку такви различни има, кои што заедно ќе градат едно подобро утре, се надевам, за сите. Змијанац, вие сте асоциација која го промовира мирот и ненасилството како основни вредности во воспитно-образовниот систем. Укажувате на потребата од неопходноста мировното образование да се вгради во наставните програми во државава. Зошто? Па ние од самиот почеток, како се сеќаваат гледачите, работиме на мирот и изградба на мирот кога испасувавме и евакуиравме деца од погодени од војната во Босна и Херцеговина, потоа работевме со децата во згрижувачките кампови побегнати од Косово, потоа отворивме прифатилиште за деца од нашиот внатрешен конфликт 2001, кога згриживме 4 семејства. Сега во моментот работиме и во транзитниот центар во Куманово со децата мигранти. Значи цело време тие две работи идат едно со друго, за да не се случува ова за што говорам како последица на војна, насилство, конфликт. Треба да се гради културата за мирот на едно повисоко ниво, не само на државничко, туку и на индивидуално ниво, да луѓето работат сите заедно и да го наоѓаат својот индивидуален потенцијал и капацитет, дека секој поединец може да помогне во градењето на мирот и во оневозможувањето на, би рекол, мокниците да ја злоупотребуваат нашата потреба елементарно за мир, за да можеме да бидеме креативни, инвентивни, да се занимаваме со посуштествени проблеми што човекот го засегаат, образовни, воспитни, културни и други активности кои ќе не исполнуваат во нашиот обитисување и живење. Битолјано, колегата спомена културата на мирот, но културата на мирот почнува од себе си, од нас, од семејството и ставовите и однесувањето во секојдневниот живот. Како да се смени состојбата? Пред се со прифаќање на одговорноста дека децата репродуцираат модели кои што ги гледаат од возрастните. Ова што во моментов им го нудиме се нефункционални модели кои што се фокусирани на посилниот, на агресија, на напад, без чувство за друг генерално. Потоа, прифаќање на одговорноста исто така дека сме должни да работиме најмалку во два правца. На поттикнување на детето да препознае што му се случува и исто така да препознаме кога тој делува во однос со другите, на кој начин тоа го доживуваат другите. Тоа се двата момента на развивање емпатија, разбирање за друг, разбирање истовремено и за себе и собствените потреби, меѓутоа и одговорност за собствените постапки понатаму. Во поделени општество како што е нашето, пониза некои основи, е исто така важно за културата на мирот граѓање на доверба. Без оглед со кого, се што е непознато, се што не е блиско, се што е на некој начин поразлично од мене, да не биде застрашувачки, да не биде заканувачки, него да побудува некоја форма на љубопитност да разберам и да тргнам на крајот на криштата со добри намери во сите односи кои што ги градам, а истовремено да имам стабилност и сигурност како дете, како млад човек, да знам да се справам доколку ми се појавуваат потешкоти или проблеми во тие релации. Кога го велиме секојдневниот живот, тука го имаме кругот на семејството, но потоа имаме и средината, каде децата се образуваат, односно училиштето. Како тука да се сменат работите? Мировното образование бара да се дискутира со децата за се што се случува.
Тоа, например, значи кога има тепачки во близина на школата или во школскиот двор, или кога има меѓуетнички поделености, или кога има партиски политички влијанија, да се артикулира, да се направи простор да децата може да ги искажат своите ставови и да бидат поддржани, да воспостават на известен начин правилен став кон нив, да може да бидат критични и да образложат зошто се критични. На тој начин ќе станат и активни во заедницата, а ќе бидат и активни граѓани кога ќе искочат од клупите во кои што се сега. Тоа е она што мисля дека Ана ќе го заборави, а всушност е многу битно. Мирот не значи пасивност, пасивизација. Мирот значи токму активен пристап, учество на децата да бидат не само прашани, туку и да учествуваат во промените кои треба да се случат во општеството, а за тоа е потребен временски простор каде што и воспитувачите, и наставниците, и родителите ќе им овозможат на децата простор, или децата ќе се изборат за свој простор да говорат за секакви теми кои ги засегаат нив од секојдневното живење, за да можат не само да бидат сослушани, туку да учествуваат во промените кои ќе се случат. Многу често нашиот образовен процес не е фокусиран кон активноста, кон активизмот, туку повеќе содржински кон учење на зададените предмети и содржини, и мислам дека недостасува и воншколски активности каде што на децата ќе им се даде простор да може да се изразат себе си, дали преку форум театар, дали преку денс театар, дали преку некои други форми, да тие ги перцепираат работите и ги слушнеме како ти размислуваат за сите општествени збиднувања што се случуваат од нивна перспектива. Мислам дека тоа им недостасува и на училиштата, и на медиумите, и на целото граѓанство, да ги слушнеме децата како размислуваат за секојдневните проблеми со кои се случуваат и како како тие би ги трансформирале кон нешто подобро, а ќе им имат бенефит и децата и сите ние околу нив. Повелете. При тоа децата зборуваат за овие проблеми и теми меѓу себе. Само ние немаме пристап за тоа што не им возможуваме простор. Се ова што е набројано околу случувањата и интересите се врти во детските кругови, кога се добива или во кругот на младите луѓе. Само кога се добива пристап или структура или кога отворено, може да бидат поттикнати со вредности кои што ќе искреираат нешто здраво, ќе искреираат нешто добро од сето тоа. Од тука и прашањето. Насилството се манифестира секојдневно. Како да се постигне трансформацијата за која што говориме на конфликтите и меѓу децата, да се гради мирот уште од најмала возраст, а тука би го додала и прашањето за улогата која споменавме посебно на медиумите. Насилството е на многу начини дозволено и легитимно во денешното живење. Не се опробуваат, ниту се осознаваат било кои други механизми. Ќе се навратиме повторно на идејата дека нормално е, не се очекува. Се очекува филмовите да бидат насилни, политичарите да се плјукаат и на несоодветен начин да комуницираат едни со други, возрастните со помладите или помладите со возрастните, тоа е двонасочен процес секако. Исто така под влијание на непочитување на другиот, на некој начин форма на насилни изразување и така натаму. Треба да понудиме нешто друго што функционира, а тоа не навраќа повторно на разговарање со младите. Ако ни е добро во оваков свет, ако ни е добро да бидеме перманентно жртви на насилство или насилници или наблюдувачи со оглед на тоа што се случува, тогаш во ред. Меѓутоа, начелно, сите сме на известен начин биле или жртви или повредени, како директно физички, така и на посуптилни начини со збор, со однесување, со занемарување, со невклучување во нешто. И тука се елементите каде што можеме да искреираме поинаков начин на однесување едни со други. Насилството треба да се препознае, кое да видиме што е со насилното однесување на особата што го чини. Тоа не значи дека таа особа е самата насилник и тука ја правиме таа градација насилно однесување од личноста која што ја направила, да пробаме да разбереме корените зошто тоа се случува. И истовремено потешкиот дел да се препознаваме себе си кога нешто правиме во однос на некој друг. Но тука има и една потреба голема што може би првата детска амбасада во наредниот период треба да ја прави. Покрај вклученоста на воспитно-образовниот процес ќе ни треба партнерство со медиумите, затоа што многу е важно да медиумските куќи, посебно националните концесионери, продуцираат содржини кои ќе водат кон изградба на културата на мирот, каде што децата ќе можат во слободното време да изберат програма, содржина која ќе им помогне дополнително тој вредносен систем да го изградиме на едно колективно ниво, да имаат родителите избор каква содржина може да му понудат на своето дете во половина часа, да се сигурни дека детето ќе добие
содржина која ќе му помогне во неговиот правилен раст и развој. Тоа не е многу тешко во програмската шема која се случува на било која телевизија. И имаме сега проблем, каде детето ќе го воспитуваме и ќе го едуцираме и ќе му дадеме насока кон културата на мирот. Ако не се почне во градинка, основно средно училиште, ако немаме медиумски простор кој има сензибилитет дополнителен за оваа проблематика, ако тие кои продуцираат промени во општеството или донесувачите на одлуки не се однесуваат согласно вредносниот систем на една културна комуникација и однесување, значи тоа ќе мора да се менува, би рекол, на повисоко ниво од парламентот, од владата, од државните институции, медиумите, за да таа една култура на однесување соодветно, без навредување, без омраза, без насилство, со взаемна почит, респект и разбирање, би било општо прифатена на индивидуално и колективно ниво, за да таа биде секојдневна комуникација, за да можеме повеќе и активно да се слушаме и активно да учествуваме во подобар свет и за децата и за целото општество. Практично мировното образование велите дека би се темелело на потребите од превенција на насилството, односно од превенција на можни нови судири. Доколку се е составен дел на образованието, тоа како ќе резултира со намалување на насилството во училиштата, а јас тука би додала кои едноставно содржини би се изучували и што би офаќал тој предмет? Па, превенцијата е и се ова што го збориме до сега. Секое укажување на проблемот, отварање на други можни решенија е своевидна превенција. Исто така, превенција е доведување до одговорноста на починителите дека тоа што го прават не е во ред на ниво на самите училишта. При тоа е градење на здрава структура на училиштата дека се одговорни да, како за самите училишта, така за непосредните средини во близина, меѓутоа и за односот кон другите ученици во другите училишта и воопшто на секој став на младите луѓе кон своите врсници. Ние во Македонија, за жал, се соочуваме со се поголема поделба, се учат правото да се учи на мајчин јазик, кое што е основно право и секако мора да се почитува и треба да се почитува и поттикнува, меѓутоа понатаму води кон моноетнички училишта каде што учениците се делат и немаат шанса за комуникација едни со други. Доколку се отворат можностите за поголеми соработки, за дискутирање на проблемите, за поголемо запознавање, секако би намалило насилно што се случува како надвор од училиштата, меѓутоа и во самите училишта. Од нашето истражување од пред неколку години, например, кога нема простор за здрава комуникација помеѓу етнички групи или било какви групи ученици, они користат алтернативни начини кои што се преполни со насилство, испишување на гради пораки на клупата, каде што некое друго дете ќе дојде да учи во друга смена. Така да ние физички, иако сме ги одвоиле проблемот, не сме го решили. Ние наместо да се трудиме да правиме сигурни средини под наводници во кои што ќе бидеш сигурен само меѓу своите, ние треба да ја градиме чувството дека мојата сигурност ја гарантира другиот. Колку повеќе познавање имам со другиот, колку повеќе се знам со другите деца, без оглед на кој начин се различни од мене, во овој случај прва и конкретна етничка разлика, дотолку подобро ќе ни биде на сите. Одвојувањето не е решение, тоа е само привремено гасење на нешто што ќе бувне и ќе биде поголем пожар во некое догледно време. Основните содржини на мировното образование, оние кои што се секаде низ свет помалку или повеќе слични, е однос кон конфликтите, трансформирање на конфликтите, како да му се пристапува како на можност за разрешување на нешто, на некој проблем, а не на нешто што ме загрозува па да се трудам да избегнувам. Вклучување на младите во животот, дури во организирање на начинот на функционирање на училиштето. Ненасилството како клучна вредност. Што год правиме, како год делуваме, тоа мора да биде на ненасилен начин, начин кој што ги почитува другите. Ме почитува и мене, меѓутоа почитува и другите кои што се во интеракција. Сега, она што е клучно за мировното образование е дека е врзано со одредени контексти во која земја се изведува. Се реферира на нешто што се случиле во минатото, се реферира на нешто што ни се жешки сега, кои што ни се проблематични сега. Во Македонија нужно би морало да се бави и да зборува како за меѓуетничката поделба, така за 2001, така за заедничката иднина, за проблемите кои што се околу нас со соседите, со све она што се актуелни проблеми, на начин да се наоѓаат конструктивни, креативни решенија за тоа понатаму. На микрониво, она што го спомнав преска, би требало да се бави од каде тепачките, зошто насилството меѓу младите, каков е вид на родителството, како вид на родителство сакаме, кои се границите на младинско учество, колку треба да се поттикнуваат, како повеќе да се слушаат.
се што би им помогнало да се изрази младата личност и да израсне во активен граѓанин кој што ќе знае како одговорно да се однесува и како да придонесува кон наградењето на некое заедничко добро во иднина. Змијанац, секој дете има право да живее во мир, а токму првата детска амбасада во светот Мегјаши постојано ја потенцира важноста на мирот, односно на ова право за сите деца. На почетокот кажав дека работиме и со деца од најрана возраст во градинки и со средното училиште. Она зашто малите деца, например, во градинката, како се среќаваат во конфликтна ситуација, за да ги надминеме стереотипите дека имаат децата однапред одредени предрасуди или омраза или непочитување и разлика, нивниот главен конфликт е за играчката. Значи, они немаат друг проблем во однос на нивната заемна комуникација. Играчката име. И тоа е многу интересно, значи, како децата растат и како настануваат да кажам, влијанијата од возрастните во однос на децата кога растат и зема дел од багажот, би рекол, и општествен, и медиумски, и родителски. И многу тешко се справуваат ако немаме промена на тој простор. Значи, ние мораме паралелно да работиме и со родителите, и со воспитно-образовните институции, и со професорите, и со учениците, и со медиумите, па и со донесувачите на одлуки, дека градењето култура за мир треба да започне од раните години, дека треба да бидат децата офатени на време во градинка, основно училиште, средно училиште, да бидат не само содржински вградени во предметите, туку, ако е можно, да се воведе овој предмет, бидејќи тој е пресуден во Република Македонија, ако сакаме навистина да превенираме не само конфликти, туку да превенираме и можни контексти на манипулација, злоупотреба, на пасивизација на граѓанството, затоа што, пак ќе кажам, културата на мирот значи и активно учество во создавање на општествени промени. А активно учество најчесто го прават младите, а тие ако бидат навремено, вредносно едуцирани и воспитувани во тој дух, се надевам дека онаа поинаквата комуникација на возрастните ќе со тек на време ќе замри, ќе биде надвор, би рекол, од функционална употреба на прифаќање од масите и народот. Какво е тука влијанието на социјалниот фактор, односно на заедницата? Па веќе заедницата и реагира на насилни содржини, на говор на омраза, на неприфаќање и одбивање на таков начин на комуникација. Јас во неколку емисии досега сум кажал дека донесувачите на одлуки во парламентот со тој нивен говор на таков начин и комуникација стануваат пример за помладите и дека тој начин на комуникација во законодавниот дом и во извршната власт мора да се смени. Дека тие треба да бидат свесни дека донесуваат, превземаат одговорност и создаваат и креираат јавно мислење врз основа на нивната взаемна меѓусебна комуникација. И со таков тип на навреди, без почитување на индивидуалноста и без почитување на поинаквото мислење од своето, не доведува до конструктивна расправа и разгледување на решавање на одредени проблеми, каде што партиципативно ќе може да бидат вклучени и граѓанството и тие кои донесуваат одлука. Рековме дека кампањата ќе биде до 24 октомври со сите ваши активности, со сите ваши иницијативи и побудување на интересот во јавноста, преку еве и гостувањето во нашата емисија, кои ќе бидат вашите следни чекори, односно што ќе преземете понатаму и што ќе придонесе всушност во ведувањето на мировното образование, доколку оваа ваша иницијатива, оваа ваша кампања во догледно време во иднина резултира со оплот. Па најбитно е што стартувавме со слоган. Кампањата е започната, таа иде во насока на застапување и лобирање за воведување на мировно образование во како редовен предмет или како офатеност во повеќе предмети со содржината поврзана со мирот. Ние веќе маршираме за мир во многу градови, марширавме и во Гостивар, марширавме и во Велес, и во Виница, значи Скопје. Поинакво е поимањето на граѓанството за
за мирот, веќе размислуваат што сакаме да упатиме порака. Значи, многу е визуелно добро решена пораката чекориме кон заедно за мир. Мирот е секој чекор. Значи, многу чекори, многу време ќе треба да навистина ја изградиме културата за мирот како секојдневие и мислам дека добиваме се поголема подршка на социјалните медиуми за не само за кампањата, туку и за потребата за воведување на мировно образование. И тие што подготвуваат платформи, дали сега во овие предизборна кампања или во по завршување и конституирање на собранието, ќе тропнеме на врата да ги убедиме дека тоа е од интерес на сите граѓани и дека само на тој начин може да си обезбедиме иднина во која ќе градиме активен пристап на граѓаните кои нема да бидат само гласачи, туку ќе бидат и чинители во промените. Мирот е секој чекор, а првиот чекор е веќе направен, кампањата тече, иницијативата е тука. Кој ќе е ефектот, односно она придобивка која ќе имаат младите, доколку се воведе мировното образование? Ние пред се сакаме да укажеме дека мирот е и во мали и во големи чекори. До воведување во формално образование е поголем чекор, меѓутоа со низа мали исто така се креираат средини во кои што се живее подобро, поквалитетно, порадосно за сите нас. Одзивот на професорите во оглед на воведувањето на мировно образование е исто така голем. И тоа ни е некој показател дека се има потреба и дека треба да се најде форма или различни форми, не мора да биде една, во која ќе делуваме понатаму. Мислам дека ќе биде охрабрувачки и поттикнувачки за младите луѓе, дека покрај ова што го спомнуваме постојано, дека ќе израснат во активни граѓани, ќе добијат, ќе учат за светот на еден поинаков начин. Истовремено ќе можат да осознаваат, впрочем, дека може да делуваат, дека може да влијаат, да менуваат и да градат негде каде што ќе се чувствуваат истовремено и прифатени, а каде истовремено ќе помагаат на другите да го имаат чувството на добредојденост и на некакво заедништво. Дека ќе влијае на односот постари помлади исто така, на овој ејџизам или некој разделување кое што се јавува сега, дека ќе развиваат чувство и емпатија за другите заедници, за другите места, начини на живење, а воедно ќе градат чувство за некаква припадност поширока, дали регионална, дали космополитска, без оглед, дека ќе бидат на некој начин поттикнати од граѓани на светот, што е концепт кој што за жал се помалку го слушаме во се поголемата некоја поделба и фокусираност на личните мали минорни идентитети во однос на некаква светска припадност. Ви благодарам за учеството во емисијата, а ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Беше тоа емисијата Граѓански прашалник, во која гости наши беа Драги Змијанац и Ана Битолјану од првата детска амбасада во светот Меѓаши, која што започна кампања за воведување на образованието за мир, односно мировното образование во образовниот процес. Пријатно со програмата на Канал Визија.